За околу еден месец ќе започне изборната година, со што полека, но сигурно ќе започне повторно да се вжештува атмосферата околу наредните редовни локални избори, особено околу најголемото прашање кои ќе бидат кандидатите за градоначалник на општина Кочани. Ако за граѓаните да се размислува на оваа тема е прерано, за тие што се застегнати на еден или друг начин, сигурно не е. Одговорот на прашањето околу новите кандидати е неизвестен, како речиси никогаш порано. Прво, затоа што актуелниот градоначалник Никол Чуелиев е дециден дека нема да се кандидира за уште еден мандат, бидејќи во изминатите 3 години на практицирање на функцијата не почувствувал ни малку лично задоволство ниту среќа, освен од позитивниот извештај на ревизијата во општината. Неговото повлекување од позицијата да се биде прв човек во градот, ако не се случи нешто непредвидено, ќе биде прв случај некој кандидат да не сака втор градоначалнички мандат. Со оглед на тоа дека градоначалничката фотелја е најголем предизвик за двете најголеми партии, а за неја ќе претендираат и од осоколената левица и можеби некоја друга помала партија, ќе биде интересно кои и какви кандидати ќе истрчаат на политичко-изборната трка. Интересно, затоа што за прв пат и СДСМ и ВМРО ДПМН немаат фаворити или звучни имиња како во минатото. До душа, ако продолжи традицијата успешни бизнисмени да бидат кандидирани, предноста во Кочани да се најде и избере таков е на страната на СДСМ, затоа што сопствениците на повеќе фирми се наклонети кон владеачката партија. ВМРО ДПМН во бизнис круговите може да смета на 2-3 потенцијални кандидати, секако доколку го прифатат предизвикот. Тоа што се наметнува како интересно прашање е дали може да понудат некакво позитивно изненадување популарната левица, која ако се држи до досегашните принципи на действување би требало да излезе со млад, одважен и амбициозен кандидат. Уште едно прашање ја копка јавноста, а тоа е дали на локалните избори со кандидат за градоначалник и со советничка листа ќе се појави неизбежната Дуј, охрабрена од гласовите што ги освои на последните парламентарни избори во Кочани и околината, околу 600. А прашањето каков градоначалник посекуваат граѓаните се чини никој не го интересира. Речиси известно е дека изборниот модел нема да се менува. Па во таква ситуација повторно ќе се гласа за партии, а не за способни и креативни авторитети кои знаат што можат и што сакаат да направат без да го носат на плеки тешкиот партиски товар.